Европските лидери се согласија да дадат милиарда евра помош за сириците во бегалските кампови во Турција, Јордан и Либан. Финансиска помош ќе им биде дадена и на Македонија и на Србија за справување со мигрантската криза. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека парите ќе одат за Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, за Светската програма за храна и за други агенции, со цел да се обезбедат подобри услови за сириските бегалци во Турција, Јордан, Либан и другите земји. Јасно е дека најголемиот бран бегалци и мигранти треба допрва да дојде. Затоа ни е неопходна правилна политика на отворени врати и прозорци. Фокусот би требало да биде врз соодветната заштита на нашите надворешни граници и врз помошта на земјите во нашето соседство, изјави Туск по 7-часовниот вореден самит во Брисел. Тој додаде дека лидерите се договорија до крајот на ноември да бидат формирани центри во Грција и Италија, каде што експерти на Унијата брзо ќе ги идентификуваат и регистрираат луѓето на кои им е потребен азил. Според договорените мерки, Европската Унија ќе распореди повеќе персонал и патроли на незините граници. Овие мерки нема да истават крај на кризата, но тие се неопходни чекори во вистинска насока, изјави Туск, оценувајќи дека лидерите овој пат биле единствени околу задолжителните квоти за релоцирање на 120.000 бегалци во земјите членки на Унијата. Истото го оцени и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, кој прецизира дека лидерите се согласиле од имигрантската криза не може да се решава како и досега, бидејќи ќе потраела. Во Сирија во моментов има околу 8 милиони раселени, додека во соседните земји околу 4 милиони бегалци, што според Доналд Туск укажува дека во иднина милиони луѓе ќе се упатувале кон Европската Унија. Конфликтите на Блискиот Исток, посебно во Сирија и Ирак, нема наскоро да завршат. Тоа значи дека ние денес зборуваме за милиони потенцијални бегалци кои сакаат да стигнат во Европа, не за илјадници, рече Туск. Скоро половина милион од нив, главно преку Балканската руда, веќе стигнаа во Унијата. Овој огромен мигрантски бран, како и исправувањето со него, предизвика поделби меѓу членките на Унијата. И додека Германија ги отвори вратите за мигрантите и бегалците, Унгарија подигна ограда на границата со Србија, додека некои источни земји, членки на Унијата, не се согласуваат со задолжителните квоти за релоцирање на бегалците. Францускиот председател Франсуа Оланд ги критикуваше овие земји. Un ensemble fondé sur des valeurs et sur des principes, il y a d'autres pays. Оние кои не ги делат нашите вредности, кои дури не сакаат да ги почитуваат овие принципи, треба да почнат да се прашуваат самите за тоа дали им е местото во Европската Унија, рече Оланд.